Здраво! Денес ќе ви покажам неколку tips and tricks за да го подобриме нашето искуство со ChatGPT. Една од нив е autoprompting. Што е тоа autoprompting? Autoprompting е всушност скратена верзија на пишување на промптови, како на пример овде имаме промпт кој вели да ја парафразираме следнава реченица и да ми даде три опции. Андреј, дочни си со твоите задачи, те молам достави ги веднаш. За тоа, ChatGPT ќе ми ги даде следниве три опции, но ако користиме autoprompting, например напишеме P3 и ја копираме реченицата, ChatGPT всушност го разбира истиот промпт. Како да го направиме ова? Се што треба да направиме е да кликнеме на нашиот профил, Customize ChatGPT и да го напишеме следново во ова поле. Кога ќе ги започнам промптовите со некои од следниве букви, те молам извршувај ги следниве инструкции. С одговорот треба да биде една реченица, сумирај го одговорот. За буквата Д имаме кратенка која што значи одговорот треба да биде долг и детален, со наслови и поднаслови и да има структура. За 3 значи да ми даде 3 резултати, опции за избор. И за 10 даде ми 10 резултати, опции за избор. П ни значи парафразирај го текстот. Т сакам да ми дадеш табела како одговор. И потоа му даваме додатно дека можеме да ги комбинираме кратенките, например во нашиот случај што беше P3, така што му објаснуваме дека ако напишеме P10 на почетокот на промптот ќе значи да ми парафразира текст и да ми даде 10 опции. Со овој промпт овде што сме го напишале, ние автоматски си го олеснуваме нашето пишување на промптови со ChatGPT. Пример, С за следнава реченица. Ќе ни ја сумира реченицата. Истото, autoprompting, можеме да го направиме и кај Perplexity, така што ќе отидеме кај нашиот акаунт, Settings, Personalize и ќе го вметнеме истиот промпт. Save. Ќе се зачува ова, потоа ќе напишеме P3 Андреј достави ми ги. И ќе добиеме три одговори, каде што Perplexity ќе ни го парафразира нашава реченица. Следниот тип или трик кој ќе го користиме е наречен AI Quick Search, кој всушност значи користење на AI чатботовите на брз начин, со тоа што ќе кликнеме овде, ќе пишеме P празно место I want today's news. Автоматски Google Chrome ќе ме однесе во Perplexity и ќе ми ги даде денешните новости со помош на Perplexity. Како да направиме например со Google? Ќе кликнеме G празно место Give me today's news и ќе пребарува со Google. Како да го направиме сега сето ова со кратенки? Тоа ќе го направиме така што ќе кликнеме на трите точки овде, ќе отидеме во Settings, ќе одиме во Search Engine, Manage Search Engine and Sites и овде можеме да видиме дека ни се дадени следниве кратенки и следниве имења на пребарувачи. Во мојот случај имаме Google, имаме Bing со шорткат GB, доколку сакаме да користиме ChatGPT ќе користиме C, или ако сакаме Perplexity ќе го користиме P. Со ова ние го скратуваме времето на пребарување, пример да не отидеме да пишеме сега google.com и едноставно само ќе пишеме Google, празно место и пребаруваме тоа што сакаме. На тоа начин си улеснуваме на нас. За повеќе tips and tricks или туторијали во врска со вештачка интелигенција, слободно може да ме заследите на YouTube каналот RoboNuggets Македонија
или ако сакате кликнете на следниот линк кој ќе однесе во нашето community, RoboNuggets community, каде што можете да следите многу повеќе туторијали и многу повеќе tips and tricks во врска со вештачка интелигенција. Исто така, нашето community е многу активно и цело време има нови објави и секогаш сме тука за да ви помогнеме. Поздрав и имајте убав ден!